Награда за млад преведувач Вавилон. Конкурсот е во тек и кој се може да конкурира, како изгледа оваа награда и всушност беше основана во 2013 година, но зошто е значајна, колегата Мартин Николовски разговара. Утрово разговараме со двајца соговорници, Марија Митева и Валјон Салихо од Europe House од Скопје. Марија, ќе започнеме со вас. Неодамна делегацијата на Европската Унија во земјава, заедно со Филолошкиот факултет Блаже Конески, го објави конкурсот за најдобар студентски превод и студентска резиденција за книжевен превод Вавилон нова генерација 2025 година. Која е целта, идејата и каков е концептот на овој конкурс? Ви благодарам. Прво ви благодарам на интересот. Точно, значи делегацијата на Европската Унија и Филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје го распишаа конкурсот Вавилон нова генерација 2025. Овој пат по втор пат веќе го распишуваат тој конкурс и кога размислувавме како да го концепираме целиот овој конкурс, да не биде само награда, односно студентите да преведуваат и на крајот само да им се додели награда, имавме чувство дека ни недостасува уште нешто кое што треба да дадеме како дополнителен придонес на наградата. Така почнавме да анализираме што всушност е потребно. Во тесна комуникација бевме со младите преведувачи, секако со експертизата на професорите од Филолошкиот факултет и заклучивме дека покрај наобразбата која што ја добиваат на факултетите, им е потребно и малку посконцентрирано да се работи со нив. Ова се покажа дека навистина вроди со плод, затоа што не само резултатите кои што ги добивме на крајот, кои што навистина беа задоволувачки, туку се виде и по самата атмосфера која што беше на самата резиденција. Па така, концептот го направивме на следниот начин. Бевме во Радожда, во село Радожда, тоа е Струшко, во една многу идилична атмосфера. Значи, успеавме да ги извадиме, практично кажано, да ги извадиме студентите од ова урбана џунгла тука, да ги сконцентрираме на едно идилично место со поглед на езеро и да почнат да размислуваат и сконцентрирано да работат на алатките за превод. Кој има право да учествува на овој конкурс и кои се критериумите? Така. Значи, наградата е отворена за сите студенти, не само студентите од Филолошкиот факултет, сите студенти кои што имаат најмногу 27 години и се најмалку запишани на трета година факултет. Така, какви награди се предвидени за победниците на овој конкурс? Така, еден е победник, со тоа што победникот ја добива наградата во вредност од 1000 евра, каде што треба да ги усмери тие 1000 евра во надообразба на своето знаење, така што може да посети некаков саем, може да посети некакви си работилници надвор од државава, може да посети било каква летна школа која што е поврзана со алатките на превод. Марија, уште едно прашање за крај на нашиот разговор. До кога е пријавувањето за овој конкурс? Така, пријавувањето за конкурсот е до 17 април, а самата резиденција ќе се одржи од 5 до 8 мај. Така што ги охрабрувам сите студенти кои што се заинтересирани да се пријават и да очекуваме. Се надевам дека ќе има голем број на студенти кои што ќе се пријават и ќе бидат дел од овој конкурс. Марија, ви благодарам за разговорот. А од мојата лева страна е Валјон Салихо. Валјон, изминатиот период во сите Europe House ширум државата популарен е Electionville, фиктивен град во форма на едукативна игра. Што представува оваа игра и за кого е наменета? Да, најпрвен благодарам уште еднаш за поканата. Што се однесува до Electionville, како што спомна, периодов имаме низа активности низ сите Europe Houses во државата. Electionville е фактички борд гейм, борд игрица, меѓутоа која што се игра на поголема површина. Идејата на самата игра е да ги едуцира младите, особено средношколците, пошто со нив ги организираме настаните, да го научат процесот на
функционирањето на локалната самоуправа, демократскиот процес и така натаму. Самата игра представува менаџирање на некоја општина, пошто го правиме во повеќе градови, секој град ја представува својата општина. Обично доле се делат секторите по интереси на градот, се дели на неколку групи на ученици и после се надпреваруваат, соработуваат, преговараат и развиваат вештини, дури ја играат играта. Интересно е што ова се случува баш пред локалните избори во нашата држава и можеби некој од младите во иднина ќе има прилика од ова што го научил да го спроведе и на локално ниво. Иначе активностите ги правиме заедно со шведската амбасада, пошто игрицата е произлезена од нив. А во соработка со сите Europe Houses го организираме тоа и со средните школи, го организираме тоа низ сите градови. Тоа што би сакал да напоменаме дека после сите настани во сите градови ќе имаме финале во Скопје која што ќе се организира во собрание каде што сите победници од секој град ќе учествуваат и на крај ќе го прогласиме победник. Валјон, ви благодарам и вам што бевте утро во дел од Македонија наутро. Благодарам.